тебе, ако ти извадат Facebook статуси или твитови од пред неколку години, ќе бидеш ли предмет на напад денес со тие ставови? Па, сигурно. Не, само предмет на смеа. Па и тоа е напад. Да, меѓутоа позитивен напад, затоа што немам политички статуси. Дали денес мислиш дека луѓето почесто молчат од страв да не бидат предмет на напад? Па мислам дека молчат, да. Ти, например? Па ја понекад. Кој ме научи да молчите? Баба, дедо, мама, тато? Па баба дедо, не знам. Како вика Кјути ќе помине? Ќе помине, да. Фала ви. Македонски поговорки. Луѓето почесто молчат кога треба јавно тоа да го кажат со име и презиме, а анонимно се кажуваат секаде, дали- особено на социјални мрежи. А дали некогаш сте се цензурирале самите себе за да избегнете осуда онлайн? Не, немам обичај да коментирам не користам други социјални мрежи, само Facebook, ама немам обичај да коментирам, затоа што неретко па понатамо коментарите не ми се допаѓаат и не држат. Јас не, например. Ја би кажал тоа што мислам секогаш и да. Па според мене зависи од личност, ако е личност што не се плаши од осуда или не го интересира, тогаш нема проблем. Дали социјалните мрежи поттикнуваат диалог денеска или анонимен лов на грешки? Што мислите? Па најверојатно и едното и другото, пошто се дебатира нешто, ама лов на грешки најверојатно да, тоа е поинтересно. Тоа мислам дека повеќе диалог, затоа што сметам дека се решава со диалог, меѓутоа има сигурно случаи кога е и анонимен лов на грешки. Анонимен лов на грешки. Мислам дека потекнува диалог. Анонимен лов на грешки, дефинитивно. Мислам дека нема пример кога некој бил распнат на социјалните мрежи од оправдани причини. Мислам дека се има некоја позадина. Трендот на поништување или така наречената cancel culture полека станува новата јавна казна. Таа е гласна, брза и најчесто без право на жалба. Прашањето што денеска го отвораме е доколку сите судиме и критикуваме, кој ќе остане невин, но исто така и доколку сите молчиме, како ќе создаваме критичка мисла. Ова е реалити чек. Психолошки и социолошки гледано, така наречената cancel culture или тренд на поништување се дефинира како форма на колективна општествена реакција во дигиталниот простор, при која јавноста критикува, дистанцира или повикува на бојкот на поединец, група или организација, поради нивното однесување, изјава или став што се смета за морално, етички или општествено неприфатливо. Во научните анализи, феноменот се разгледува од две перспективи. За едни, тој представува механизам на јавна одговорност и начин маргинализираните групи конечно да добијат глас и влијание. За други, cancel culture може да премине во форма на масовна осуда, онлайн булинг и социјален притисок што поттикнува страв, поларизација и автоцензура. Теодора Цветковска е новинарка која влегува во територијата на онлайн препознатливост со нејзиниот профил Анекта. Таа е неконвенционална во пристапот, со силни и јасни ставови и храброст, некарактеристична за класичните интернет звезди. Незината позиционираност да не се робува на општествените норми, да се рушат стереотипите за нормалноста на секојдневието на една жена и носат голема препознатливост. Многу истомисленици, но и лични напади и обиди за канцелирање или онлайн поништување. Тоа исто како со интерпретацијата на слобода на говор и на цензурирање, бидејќи според мене треба да постои или за сите или да не постои, бидејќи од каде знам дека ова што јас го правам, да речеме, со фала многу пријатно, некој утре нема да смета дека е достојно за cancel culture. Ама ти си имала Така обиди Па, сум имала, да те кенселираат. Да, можеби не толкави практично големи. да го насочат одреден тип на револт, на омраза, на булинг кон Па, тебе. Да. Ама не толку, не било толку мислам кон работата, Туку кон тебе лично. лично, да. Зошто? Зошто? Што им пречи? Веројатно што лежам. Не знам. Еве ми е чудно сега кога сум во... Еве си исправена. Ќе ме молам Кога цела луѓе- да се видите. А во Македонија не би требало Голема да им пречи на луѓе нели кога некој безделничи и лежи, бидејќи тоа не е онака
модус операнди на цела Ама им пречи држава. и дека не си нашминкана, па Дека после им сум пречи жена. кога си нашминкана, па им пречи дека си жена, Дека зборам дека пушиш. и тоа. Јас мислам дека е повеќе муабетот, без да се обидам да деградирам некој од луѓето што се занимаваат со оваа професија, што се во новинарство или што се инфлуенсери, дека ние во Македонија не сме навикнати да гледаме жена на Инстаграм што не рекламира шминки, ресторани и патувања, Што не е со тоа е филтер. бидејќи тоа е мизогенија, кога мислиш дека бидејќи такви жени добиваат можеби само за изгледот коментари, бидејќи не сме навикнати жена да има став. Ако си игра таму со шминките по ресторани, тоа е Ама окей, бидејќи жена тоа прави, во рета може сама плаќа, може да спонзорира некој, ама тоа е очекувано од жена да го прави, а ова другото, нели, зашо би имала жена став. мислење за Мислење. нешто? Како се манифестира тој обид за кенселирање, за поништување, за омаловажување, да кажеме кај тебе? Најчесто со коментари за личен изглед, за шминката, етикетирање Од кого за доаѓаат? најчесто од мажи, Од мажи. најчесто и на Facebook, на таа социјална мрежа, веројатно затоа што старосната граница е малце повисока отколку на другиве мрежи. Претежно се тоа мажи што се или веќе во пензија или блиску до пензија, па имаат можеби повеќе слободно време, но јас би кажала дека е повеќе немањето на перцепција дека кога ќе ставиш нешто на интернет, тоа може да го видат сите и видливо е за целата јавност. Мислиш си дека ти толку не разбираат, не во разбираат. Не, технологија? порано сакав да верувам дека луѓето тука прават нешто со намера. Сега јас ќе отидам на или профилот и сакам да ја навредам да не ја денеска убаво. Јас мислам повеќе дека се дома пред телевизор и се коментираат видео ваква, таква и тоа не дека таму може да ги видат децата, мајка им, комшиите, колегите и дека Да. порано сакав да верувам не за да ги оправдам, туку да најдам зашто таа акција има таква реакција, но сега само сметам дека е резултат на едно население што не е многу Како се писмено. заштитуваш себе си? Па на ист начин и на ист јазик како што ми пишуваат, не знам дали е тоа. Им одговараш Па на да, сите? им одговарам. Па на повеќето. Не мислам дека на насилството треба да се враќа со насилство, гледам да е тоа малце фулово спакувано, но па увидов низ годиниве, нели наши колеги што има еден куп програми за дигитално описменување, за медиумска писменост и ти за да го сториш тоа, прво треба да е од таа страна човекот писмен. А на некој што вика да ти ја скршам главата, ружна си и не нашминкана, замисли да му кажеш што е дефиниција за медиумска писменост, дали ќе вроди со плод. Јас некако сум некогаш Кога ќе им се обратиш, какви се реакциите? на истиот јазик, па тогаш ги снемува, бидејќи силеџиите со силат на некој што Послави. мислел дека е послаб од нив, во случајов тоа е нели Се извинуваат жен, се понекогаш? извинуваат. Кога имав на сториња ставано фотографии и коментари кога вадев од Facebook, имаше еден куп луѓе што ми се извинија, имаше дури и деца на некој од Во нивно родителите. име. Да, што им било Што е Срам. можеби најстрашното за едно да, дете. дека си го дека- видел родителот, Да, еве нели и родители дека, сме. Дека си го изел срамот на твојот Да. родител. Така што се извинуваат. Што Сега мислам дека е супер поента што треба да се извлече, дека ништо не е невидливо и дека можеби ако на нив лично не им е срам, на некој околу нив и од треба нивните да се најблиски врати им е срам. срамот. Да. Затоа и враќам Да. така, бидејќи веројатно со обид за описменување и менјање на наративот не успевам Да, со не допира години. таа порека кај. Треба да се врати срамот. Да знае некој дека е срамота да си невоспитан. И сега тоа те мотивираше да влезеш во една друга фаза, која што уствари ова е како подпроект, да речеме, да. на Некта и на Фала многу пријатно, во кој што велиш немој чичко така срамота. Какви се реакциите? Првото особено, бидејќи беше прво и нема нешто слично кај нас направено, па ни на Балканов. Беше многу интересно, прво мислам дека на луѓето не им беше јасно што ќе се случува. А ние заедно со Катерина Шекутковска од Илика извадивме коментари. На првото издание беа само кај мене, нели, коментарите, а сега се и од медиуми и од други жени кои се занимаваат со јавна професија. И на крајот Си ги напишавме споделуваат? песни. Да. Да.
и ги читавме и беше, можам да кажам, урнебесно. И мислам дека само на таков начин, кога се игра со кичот, и кога на кичот му се кажува дека е срамота, можеме да ги смениме работите, бидејќи повторно ќе кажам, мора да се врати срамот во мода. Се согласувам и се надевам дека јас исто мислам дека беа пресмешни тие. Никому не му е убаво кога ќе прочита таков негативен коментар или навреда или било што да е од тие непристојности со кои што се бомбардирани претежно жените на социјалните мрежи, но кога ќе се стави во друг формат, како овој твојов, и кога ќе може човек нели на сопствена сметка и да се насмее, и тоа да му ја сврти некако страната и да го направи да биде и патетично и жално во исто време, го трга моментот на ние сме жртви. Да. Од нас. И дека ние треба да се срамиме, бидејќи многу жени се срамат ако не знам па на некоја фотографија што можеби е попровокативна е нивни избор. Да. Дали ќе ја објават или нема да ја објават. Се срамат каков коментар ќе добијат и нели секогаш е сама си го барала за било што и да направи жената. Не се облакај така, сама си го барала, да, не се сликај. мислам, што и да направиш секогаш си ти виновна. Но овој пристап, јас сум дека е сигурна, понароден, поприемчлив. Да, и мислам дека и голем дел од жените, колку што гледам, од нашите колешки, од нашите пријателки, ќе се охрабрат да ги споделат и нивните, тоа е затоа што најважно. овој дел на не го издефиниравме сега, да речеме, нели, кои се тие кои што кенселираат и кон кого е насочено кенселирањето. Значи, можеме ли да дефинираме, затоа што кога е кон јавни личности или кога е кон компании, тука е системот поинаков. Ете, како јавна личност имаш некаков штит, да речеме, и од јавноста. Кога е кон компанија, тие си имаат своји стратегии на заштита, но кога е кон обични луѓе, тука реперкусиите се најголеми. Значи, обична жена, обична девојка, која што го нема целиот овој зид околу себе, многу поинаку и потешко може да се справи или да излезе на крај со сите тие навреди и коментари кои што ги добива. Па повеќе и затоа што нема ни некои разрешници на таквите коментари и на кенсел културата, кога според мене секогаш е неправилно насочена кај нас, сега поменуваат смеења за силување на жени, поменуваат други мизогени, а од друга страна се е во ред и луѓе се охрабруваат жени како мене или останати жени што сосема друга работа работат, да не плукаат и да сакаат да ни стуркаат од јавниот простор. И мора само со здружување да се делува, така да им се помогне на, речеме, младите жени што допрва треба да станат возрастни личности да си го најдат местото во светот, но на овој начин мислам дека со ваква гласност може би малце полесно да се стаса до институциите. Во психологијата, она што нас не интересира за анализирање, често се поврзува со групен конформизам, морално позиционирање, дигитална дехуманизација или така наречениот virtue signaling, јавно покажување на морална исправност со цел социјално прифаќање или припадност кон одредена група. Истражувачите посочуваат дека социјалните мрежи дополнително го засилуваат овој феномен, бидејќи алгоритмите најчесто фаворизираат содржини што предизвикуваат силни емоции, конфликт и јавна реакција. Како изгледа тоа од аспект на јавните личности? Преголем бинч, не сум имала, иако нормално хейт коментари, луѓе што пишуваат, сите верувам се случуваме. Нормално е, тоа е најнормална работа. Значи дури иако не знам, објавиш песна, немаш ниту еден хейт коментар, значи не стигнала до широка публика, така како викам тоа. Ако бара еден двајца искоментираат нешто не окей, значи стигна песната да подалеку од фановите, што секако е целта, нели, кога правиш нешто што има комерцијална цел, што треба да допре до широка публика. Дефинитивно би се сложила и Лара дека еве не знам Тамара кога е утна химната, тоа е бидејќи ни е колешка и ние следите музичка естрада, па можеме да го издвоиме тој пример како нешто што најмногу
мене ми оставил впечаток. Најмногу мислам дека околу Евровизија се случуваат такви работи. Да, општо и убаво рече околу Евровизија и со знамето што се случи. Имаше и Васил, имаше и Андреја околу Евровизија. Мислам дека најмногу има затоа што фокусот е баш на тоа, чеке сега да видиме дали добро ќе не представи и да го чекаме секој кикс кој што ќе го направи. Не викам дека секоја ситуација и од страна на пеачите, артистите била окей. Меѓутоа, не знам, треба да се гледаат и двете страни и кога се кажува некаква критика или некое мислење кое што нели сака публиката да си го каже, треба малце со усо, што се вика. Затоа што сепак секој е човек и може понатаму кариерата да не сака да ја продолжи само поради нешто што се случило, а може би било и ненамерно. Културата на откажување е едно многу мокно и силно оружје сега, но зависи во чии раци ќе биде тоа оружје и на кој начин ќе се употребува. Исто така зависи кон кого е насочена таа cancel culture. Во некои сегменти оправдувам, кога се работи, особено кога се работи за сексуални предатори. Значи, кога има причина. Кога има причина, апсолутно. Кога има аргументирана и докажлива причина, во тој случај, во секоја пора од битисувањето на таа личност, мислам дека треба да биде cancel. Дури кога не е докажано, а постојат само обвинувања? Не. Кога не е докажано, сепак мислам дека треба да има доза некоја на од cancel culture, но не ригидна и драстична. Сепак треба да се остави простор за и таа личност да може да каже својата страна или да докаже. Во време кога една објава може да уништи репутација побрзо отколку што некогаш тоа го правеа медиумите, cancel culture стана една од најконтроверзните теми на дигиталната ера. Истражувањата на Pew Research покажуваат дека општеството е речиси целосно поделено. 51% сметаа дека јавното повикување на одговорност е потребно, додека 45% веруваат дека често се казнуваат луѓе кои не ја заслужуваат оваа осуда. Психолозите предупредуваат дека ваквата атмосфера создава се поголем страф од јавно изразување ставови и поттикнува автоцензура. Новите истражувања пак покажуваат дека многу луѓе ги прилагодуваат своите мислења на она што мислат дека групата сака да го слушне, наместо на она што навистина го мислат. Денес се потешко е да се повлече јасна граница меѓу автентична јавна реакција, организиран дигитален притисок и стратешки управуван онлайн наратив. Што е по тебе поопасно кога овој тренд доаѓа од медиумите или кога доаѓа од онлайн заедницата? Мислам, има тука нели нивоа, можеме да дискутираме зашто или како ми е тоа дилема, ама сепак ми е дилема, ама историски малку кога прочепкав, значи и тоа мислам дека држи вода, е дека не е нешто ново. Мислам, пак се базира на оној суштински човечки мотив или да речеме можеби мотивот на колективите да прават некаква јавна осуда. Значи, овие историски примери што ги гледаат, тргнуваат, карикирам, од средниот век, значи палење на клада и нели како се вика инквизиција и така натаму, па после тоа некаде таму на почетокот имаме осуда, не знам, на јавни собиралишта во, не знам, мали градчиња и така натаму. После скокаат, се грубо скока многу декаде, меѓутоа има некоја логика. После доаѓаат таблоидните медиуми, каде што нели што се вика you spread somebody on the cover page и тука го осудуваш и така натаму. И веќе со дигитализација во интернетот доаѓаме до actually сега cancel culture кој што ни е дигитална форма на целава таа работа. Така да пак ја речам, мислам дека историски има позадина и тоа е веројатно поврзано со човечката природа на да ја тера таа јавна осуда. Неколку разговори кои што ги имав со млади деца, да кажам представници на генерацијата Z, многу од нив ми кажаа дека избегнуваат да коментираат, избегнуваат самите да имаат мислења за општествени теми, дури до таа мера да се повеќе
Са не знам, твоите деца се веројатно во алфа генерацијата, уште не сте Дали уште немаат мислење in general, окей, тоа во овој сегмент, но дури одбиваат и тоа е како некој сега и тренд дури прераснува, не постираат, профилите им се затворени, не коментираат. И генерално кога ги прашувам зошто е тоа така, нели имате чувство дека некогаш нели некои општествени случувања треба да ги скоментират, мислам дека и самите кажуваат дека е тоа делумно така, се плашат да не кажат нешто погрешно, да не направат нешто погрешно и да бидат канцелирани. Мислам дека тоа е еден од стравовите на новата генерација и она што сакам да те прашам е дали опасноста од преголемата јавна казна води кон автоцензура? Или само оние кои што се храбри, али не и безусловно најпаметните во општеството ќе бидат и најгласните? Мислам дека тука добар пример е, не знам дали точно ќе го кажам, Джонатан Хайнд или Хайнд, тој е психолог кој што има генерално активноста му е поврзана со ефектот на телефоните и уредите генерално мобилни врз когнитивните способности и развојот на когнитивните способности на децата и младите. Значи грото од овие се активности што ги гледаме каде што влади нели Нов Зеланд, Австралија, кои да беа дури се и Франција, ќе ги забрануваат телефоните, се базираат на негова книга која што е на база на истражување за тоа како влијаат телефоните на нели на развојот на децата и на младите. Мислам чисто како вовет кој е, можеш само да го додадеш као име сеедно, он има еден термин кој што го вика safetyism. И тој го направил како некаков тип, го има извадено на база на истражување што го има направено на универзитетските кампуси во Америка. Знаеме дека тие во Америка се од секогаш биле, како да речеме, онакви, што би рекле, старите атињани агора, каде што се дискутирало за многу важни теми во целото општество во Америка. Значи, нели, од движењата за правата на црнците у 60 и така натаму, грото од работите се случувале на општествени кампуси. Значи, тоа е, да речеме, местото кај што ги имало сите јавни дебати, имало дури и конфликти, нели немили настани и така натаму, меѓутоа има и некоја логика за тоа што тука е интелектуалниот дел, тука се младите кои што имаат прогресивни ставови, па судири со и така, значи било секогаш позитивно место каде што преку дискусија се бореле да дојдат до некакви подобри решенија и така натаму. Сега, според отприлика вака бегло што ги имам прочитано неговата теорија е дека негативната страна cancel culture е тоа што одат младите во друг екстрем, што веројатно се уклопа во ова ти што го кажеш, на некако он го вика safetyism, значи баш се повлечени. Што би рекле ние не бранувај. Па така нешто, не таласај што не таласа или она како беше она наведната глава. Наведната глава сабија не се чете. Да, реално тоа е така со тоа што на пример ние тука сме го имале тоа од фактички што се вика поводи и страв, тоа стварно се случувало пред многу години. Американците веројатно го немале, меѓутоа да, веројатно е од момент на страв. Меѓутоа неговото тврдење не е само поврзано со cancel culture, туку и да речеме од општиот конфликт што секој од тие млади луѓе би го имал со себе ако налета на некој друг човек што има различни морални ставови. Некои од јавните личности и брендови успеале да преживеат, па дури и да ја променат перцепцијата по вакви кризи. Најчесто преку преземање одговорност, внимателна комуникација и постепено враќање на довербата. Роберт Дауни Џуниор е еден од најпознатите примери за целосна трансформација на јавниот имидж. Моника Левински успеа личното јавно посрамотување да го претвори во активизам против онлайн булинг. Тейлор Свифт пак отворено зборуваше за периодот кога беше масовно канцелирана, пошто успеа повторно да ја преземе контролата врз сопствениот наратив и кариера. Но постојат и случаи каде последиците останале трајни. Кевин Спейси практично исчезна од филмската индустрија, а Канје Уест изгуби милионски соработки и партнерства по контроверзните јавни изјави. Во светот на брендовите, Nike успеа да преживее големи јавни реакции и бојкоти преку силна стратегија и јасно позиционирање, додека Volkswagen со години се соочува со последици од Dieselgate скандалот. Теранос целосно исчезна по откривањето на манипулациите, а Bud Light претрпе сериозен пат на продажбата по масовни онлайн бојкоти и јавни реакции. Во модната индустрија, Dolce & Gabbana претрпеа огромен удар на азискиот пазар
контроверзната кампања и онлайн реакциите во Кина, при што брендот изгуби значителен дел од влијанието и продажбата таму. Баленсијага успеа делумно да се врати, но не без огромни последици. По големата криза во 22-та година и контроверзната кампања со деца, брендот претрпе масовни критики, бојкот и сериозен пад на репутацијата. Многу славни личности и инфлуенсери јавно се дистанцираа, кампањата беше повлечена речиси веднаш. Овие примери покажуваат дека во дигиталната ера границите меѓу криза што може да се надмине и трајно нарушена репутација често зависи од сериозноста на постапките, реакцијата на јавноста и начинот на кој поединецот или брендот ќе комуницира со кризата. Секогаш најголем дел од коментарите нормално е дека се на социјалните мрежи. Дали се некогаш под рил, под пост, на стори не е толку видливо, меѓутоа оно што е видливо, самиот алгоритам како да го поттикнува бесот дополнително. Значи, такви се алгоритмите да колку повеќе луѓе пишуваат лошотилаци, толку алгоритмот ги подигнува бидејќи има нели engagement. Дали тоа можеби предизвикува да можеби подсвесно одиш према опции во кои што се коментарите невидливи, како сториња на пример? Или не ти е страф од тоа? Па не, бидејќи... А го забележуваш трендов? Па зависи, јас конкретно само за мене можам да зборувам, сум забележала на пример дека скоро на сите видеа има доста коментари. Ги бришаш ли коментарите? Па некои ги бришам, не сите, ама сега знаеш како ако некој ти пише дека не си убав, не е тоа говор на омраза, бидејќи ние малцено време живееме каде што мислиме дека сите треба да мислат дека сме убави. Да. Не патам јас со тие болести. И тоа лично се знаја. Да, лично сега дали блузата ти била убава, дали си била висока, дали си немала гради, за тоа огледала и дома имаме. Не ми преча такви коментари, има каде нешто поттикнува и насилство и говор на омраза и повикува на некој линч и таквите коментари секако дека се санираат, ги блокирам таквите корисници, ама тоа се, ако разгледате по сите, да речеме, профили на Facebook, најмногу на Facebook, и по медиуми тоа се истите некои 200-300 луѓе што коментираат и сега незначително ако рилот има 200.000 прегледаност, више почнеме сите да преведуваме. И 100 коментари дека тоа е статистичка грешка, дека тоа не се ни многу коментари, ама проблемот е што ајде да речеме учтивите и културните луѓе се повлекоа. А сега ако јас не коментирам на твојот пост, тоа значи дека по автоматизам мислам дека правиш нешто добро, ама ако сакам да те навредувам, тогаш ќе пишам. И многу помалку се луѓето што пишуваат такви коментари, отколку што луѓето реално мислат нешто добро за продуктот. Кога ќе ги компарираш, да речеме, таков тип на коментари или таков тип на објави кај нас, да речеме и во другите медиуми и од регионот, но да речеме и од други држави, американски медиуми, британски медиуми и така натаму, или регионалните медиуми, ја забележуваш ли разликата можеби или не постои? Во бројката или во типот на коментари? Во двете. Во бројката секако дека кај нас се значително помали, бидејќи сега ние немаме ни звезди од тој ранг тука, ни познати личности толку, сепак сме држава што нема ни 2 милиони граѓани, нели да излеземе од тој филм на звезди која после пречево не те познаваат. Секако дека има и повеќе пострашни коментари, има дури во Србија каде што ајде да речеме веќе примарниот пазарот стартен 10 пати поголем, односно нели за цела бивша Југославија и диаспората. Во Америка ние имаме една добра работа, дали е добра или лоша, што нели веќе немаме ни весници, ни списанија, па немаме толку жолта штампа, па можеби затоа е кај нас помал бројот на такви коментари, отколку еве во една Србија каде што естрадата е многу голема, да речеме. Но кај нас и многу брзо се заборава. Кај нас се заборава нормално. Но и статистички, животниот век на ваков тип на коментари и на ваков тип на енергија од 24 часа до 72 часа, дури потоа доаѓа факт чек, нели дали
тоа што е објавено е И точно веќе или што не, е, а не веќе знаеме да, што веќе точно. емоциите, првите емоции искочиле и се послале по социјалните мрежи. Дали мислиш дека можеби извинување за ваков тип на грешки, сега во случај нели да е бесот на јавност оправдан зборувам, дали извинувањето, дали е компаниско или е на јавна личност помага? Па, немало многу извинувања за да знаеме. Дури кога имало извинувања, тие извинувања се такви дрски, па се врти наративот дека вие не ме свативте. Ви треба медиумска писменост. Да, вие Уште не ме една свативте конференција. како што треба. Ама сепак мислам дека во јавниот живот се отслика она што политичарите кај нас многу одамна го сватија, а тоа е дека ќе си помолчиш 2-3 дена и ќе се заборави. И ќе отиде фокусот на некој друг. И можеби најспоред мене да се коригираат вакви работи е прекид на соработки. Граѓаните би можеле да не купуваат од одредени брендови што поддржуваат такви луѓе. Или одредени брендови може да не соработуваат со одредени инфлуенсери или јавни затоа што личности. мислам дека си прават штета на своите брендови. Свесни ли се за тоа? Па мислам Зборам за дека кај нас. не се, само што јас мислам дека сега ќе се сменат тие работи, бидејќи сега не знам тоа не се джензи, после джензи генерацијата која е. Алфа. Дека луѓе што се деца тинејџери, што Да. се сега средно и што се израснати со телефони, што малку следат што се случува во светот, дека не можеме нив да им продаваме такви работи, дека доколку некоја компанија се рекламира кај некој што е и контроверзен и се што прави е спротивно на секаков морал, дека можеби дури сега кај нас ќе се појави вистинска cancel culture, бидејќи ние нели каскаме со светот и мислам дека допрва кај нас со задоцнување ќе дојде тоа. Ќе има тука и колатерални жртви. Па ќе има, нели тоа е народното покрај сувото сировото како беше. Може и ние да бидеме тие колатерални штети, затоа велам многу се опасни овие работи. Се сеќаваш ти сигурно кога почна војната во Русија и во Украина, кога РТЛ ја затворија. Да. И ние како новинари, новинарски здруженија реагиравме, бидејќи кој гарантира дека утре нема да дојде некоја влашта ќе рече реалити чек врши пропаганда. Да. Не можеш да докажеш. Затоа што некогаш се водиме повеќе кон јавен притисок кон се, за да се минимизира штетата. Баш ќе има и колатерални штети, Да. а кои ќе бидат, не знам. Би сакала да се водиме по јавниот притисок таму каде што Треба на вистина. Да. А не само каде што е ударот во моментот, па оправдано или Да, и неоправдано. тоа мислам дека само ги минимизира моменталните состојби, ти повторно проблемот не го решаваш. Тоа е исто како нели ако имаш некоја пострашно воспаление, имаш температура да пиеш само парацетамол, пак ако не ја лечиш бактеријата, повторно ќе бидеш болен. Кој успеал да преживее таков напад, ако можеш да се сетиш на некој, и што помогнало, што мислиш? Може би некаква стратегија, може би извинување или едноставно времето си го направило своето, поминале 3 дена, се заборавило се? Па, да речеме, коренот на мојата дилема дали воопшто постои cancel culture е токму тоа, затоа што луѓето кои што наводно беа канцелирани или збришани од медиумскиот простор, повеќето од нив се активни на некој начин. Харови Вајнстајн не би го вброил во таа категорија, мислам да, он беше поврзан со Me Too movement и така натаму, само што мислам за него, мислам дека е неблагодарно да го зборуваме во оваа група, зашто сепак имаш и кривични дела, е осудени и така натаму. Меѓутоа да, има тука делумно е Така почнува, да, па на некој потоа начин се... Еве, не знам, Кевин Спейси. на некој начин можеме да имаше судски... Да, на некој начин можеме да го поврзаме. Е сега од овие примери на памет што ми текнува и што можам да ги издвојам на пример, би рекол дека стратегија не постои, едноставно само е потребно доволно време. Као примери би го издвоил Луис Сикеј, кој што еве јас лично на вистина го гледав и на пример феноменална ми беше неговата серија Луи. И можем од личен аспект као фан на пример да искоментирам дека на пример еве
како ти влијаеше? Да, значи не, можам и затоа што пак речеме од лично мислење и Па, најобјективно ќе кажам дека не го гледам повеќе. Никој не може да тврди што како точно било. Меѓутоа, доколку гледаш дека јавноста е незадоволна, ти мора да се извиниш. Доколку си свесен дека стварно се работи за грешка. И мислам дека тоа е најправилно и најчовечки. А ако не си направил грешката, ако само јавноста предимензионирала нека се својата страна. Да, во ниеден случај не треба да се кјути, затоа што така мислам дека уште повеќе луѓето ќе мислат дека ти не ја разбираш сериозно ситуацијата, а тоа е многу голема одговорност. Ја мислам дека некои работи не се за простување. Искрено, сега јас се еден од 100 случаи што стварно екстремни. Тоа аспект на публиката и аспект на артистот, затоа што да доживееш толкав хейт е стварно лошо за твоето ментално здравје. Тоа стварно може да остави да остави последици и ти, мислам, срам да ти е да искочиш од дома, мислам, и од не би сакала на некого да наштетам со мој коментар. Можам само да дадам совет или да кажам моje мислење, дали се согласувам со тоа што пример би се случило или се случило. Има луѓе што преку такви негативни ситуации, скандали направиле цела кариера, од тука им трнало, тука го добиле вниманието и тоа после го искористиле за нешто друго и тоа баги такви примери има кај нас. Како си се справила со тоа? Сум била цела... Што мислиш дека е уствари клучот практично кога ќе се најде човек нели како таргет на како таква... таргет. Значи сум била во работна... Си извинуваш, молчиш. Сум го доживела на своја кожа во работно окружување. На почетокот сум се борела со сите сили да се докажам и покажам за луѓе што не ме знаат дека не е тоа така. А потоа едноставно пуштив реката сама да истече и се покажа дека сепак јас сум била во право и дека реката си го заземала својот тек на течение. Значи дошле твоите практично 5 минути на покажување дека си. Да. Ти остави ли трагато? Да, апсолутно. Од психолошки аспект? Апсолутно, од психолошки аспект, да. Еве ќе кажам еден податок, јас 17 години не пушам и после 17 години фатив цигарите повторно и сега веќе пак не пушам. Од кога го завршив тоа поглавје, да. Во дигиталната ера, репутацијата се гради со години, а се губи со еден скриншот. Денес, сите имаат глас. Проблемот е што некои имаат и премногу време, Wi-Fi и чувство за морална супериорност. Интернетот стана место каде луѓето бараат правда, но понекогаш и спектакл. А границата меѓу критика, навреда и колективен онлайн линч станува се потенка. И можеби најиронично од се е што во време кога сите зборуваат за слобода на говор, се повеќе луѓе внимателно мерат што ќе кажат, за да не станат следна тема на интернет.